Буџетските приоритетни расходи ќе се покриваат со кредит од Шпарка се банка во износ од 50 милиони евра. Оваа одлука била донесена на владина седница, а денеска во јавноста ја пласираше и првиот човек на финансии. Фатмир Бесими, кој уште од мај го чека ефтиното задолжување, кажа дека и овој кредит е подигнат бидејќи се уште не е поволен пазарот, односно каматните стапки се далеку повисоки од лани за издавање на евроврзницата, с која е планирана со ребалансот на буџетот. Ние сега работиме со банките да обезбедиме по поволни услови. Ова го работиме неколку месеци и така дојдовме до овие 50 милиони. Ова задолжување се користи за буџетски тековни трошоци. Парите ние ги земаме во трезори и ние сега гледаме каква ни е позицијата на расходна страна. Владата ќе го отплаќа овој кредит 12 месеци со каматна стапка од 2,2%. Според Бесими, ваквиот начин на краткорочно задолжување може да се случува и до крајот на годината ако не се создадат поволни услови за евроврзница. На Македонија и се потребни 900 милиони евра за да се покрие буџетскиот дефицит од 700 милиони и 200 милиони за вкупниот долг, како што кажа Бесими. Потребните пари со кои ќе се покрие буџетската дупка, владата по се изгледа не планира да ги обезбеди со рационално работење дома. Додека се задолжуваме на сите страни, никако да почнеме да кратиме на буџетари. За една година бројот на институции во јавниот сектор се зголемил за 14, покажа последниот извештај на Министерството за информатичко општество и администрација. Формирани се 19 нови институции, а 5 се згаснати, укинати или трансформирани. При тоа од вкупно 1346 институции, 8 имаат само раководно лице, во 32 нема вработени, а во 24 нема ниту раководно лице, ниту вработени. На прашањето од Алфа до Министерството за информатичко општество и администрација за тоа кои се новите органи, зошто некои повеќе не постојат и каде може да се видат годишните извештаи за сработеното, нема одговор. А молки од владата дали планираат да го ревидираат работењето на малку познатите институции.